Премиерот Христијан Мицкоски денеска ја пушти во употреба железничката пруга Куманово-Белјаковце, дел од коридорот 8, прва фаза од железницата кон Бугарија. Пругата е со должина од 30,8 км и вклучува 3 нови железнички станици, 6 стојалишта, 5 мостови, 1 тунел и многу други инфраструктурни објекти. Пругата, која чини над 78 милиони евра, ќе значи економски напредок на овој регион, поврзување со соседите и подобрување на животот на граѓаните. Јас сум убеден дека наскоро ќе се заврши и втората секција во рокот кој што е предвиден во договорот. Многу скоро ќе заврши тендерската процедура од третата секција, со што ќе бидеме целосно поврзани со нашиот источен сосед, а со тоа ќе бидеме и дел од еден многу важен коридор не само за Европската Унија, туку и за НАТО, рече Мицкоски во своето обраќање пред присутните на свечениот настан. Последниот воз кој се обратил на овие правци е далечната 1996 година и практично незината изградба стана мит за лагите и неуспесите, за жал, на многу влади потоа. Речи си 28 години потоа, еве, на овој убав настан, каде сме сведоци на пуштањето во употреба на модерна железница, важен сегмент на коридорот 8. На некој начин, во изградбата на оваа пруга беше вклучена Европската Унија во мал, односно дел од средствата беа обезбедени од Европската Унија и ЕБОР, а во сегменти на оваа пруга преку своји активности учествува и компании од Италија, Словенија, Австрија и други европски држави. Благодарам за поддршката и со тоа што заедно можеме да го одбележиме финишот од првата фаза на овој стратешки проект. Коридорот 8 за нас како влада представува подеднакво значаен и стратешки проект заедно со коридорот 10, бидејќи, како што кажав неодамна, на пуштањето на една друга проектска делница, тоа беше експресниот пат, кој што ги поврзува Градско Дреново-Фариш. Овие два коридори се главен приоритет за оваа влада, бидејќи ние како држава представуваме природна раскрстица на овие два коридори и ова треба да представува наша предност во споредба со другите држави во регионот. Јас сум убеден дека наскоро денеска и втората секција ќе се заврши, односно ќе се заврши во рокот кој што е предвиден во договорот, а многу скоро од денеска ќе заврши тендерската процедура и за третата секција, со што ќе бидеме целосно поврзани со нашиот источен сосед, а со тоа практично ќе бидеме и дел од еден многу важен коридор не само за Европската Унија, туку и за НАТО алијансата, а тоа е коридорот кој што ги поврзува Бугарија, Македонија, Албанија, а потоа и Италија, односно коридор 8 кој што ги поврзува Црното море со Јадранското. Исто така ќе ми дозволите да споменам дека сите оние кои што беа вклучени во изградбата на овој проект се заслужни, а најзаслужни се оние кои што оставија дел од својот живот, вложија многу енергија, односно вложуваа многу енергија на деневна основа и ден и ноќе, за да ова што денеска ние го поминавме со возот биде реалност и она кое што ќе се поминува во деновите кои што следат. И се надевам дека голем број жители на овој дел од нашата татковина ќе може да користат оваа пруга, а голем дел кумановци, скопјани, но и останати наши сограѓани ќе може да користат делницата од Куманово до Скопје во годините кои што доаѓаат. Изминативе денови, сакам да напоменам, пуштивме проекти во вредност од повеќе од 220 милиони евра. Се завршени проекти во вредност од повеќе од 220 милиони евра и тоа е нешто кое што е многу значајно. Јас честитам. Започнавме од 4 јануари, кога најпрвен ја пуштивме во употреба делницата на експресниот пат од Чатар преку Длабочица до Крива Паланка, па потоа следеше Дреново, односно Градско Дреново-Фариш, за да завршиме во оваа серија со
ова железничка пруга која што ги поврзува Куманово и Белјаковци, нека ни е со среќа, навистина импозантна бројка, повеќе од 220 милиони евра инвестиции. За 2 до 3 недели од денеска со поддршка на јавното предпријатие Железница Транспорт почнуваме редовна линија Скопје-Куманово, која во одредени денови во неделата ќе доаѓа и до тука, до Белјаковце, истакна вице-премиерот Александар Николовски. Ова е еден од регионите кои што најмногу треба да ги развиваме во државата и регион кој што дефинитивно заслужува поголем економски напредок. Како што кажа и директорот на Железница инфраструктура, беше голем предизвик да се заврши проектот навреме и еве проектот е завршен навреме. Завршувањето навреме покажува не само посветеност и одговорност, туку дека можат во Македонија да се реализираат големи инфраструктурни проекти и ова е само поттик да се продолжи натака и во реализација на втората фаза, а секако и во реализација на третата фаза, за која што ќе ни треба и заеднички договор со соседна Бугарија со цел, како што често знам да кажам, да се поврземе, а не да не се поврземе со Софија, затоа што значењето на оваа пруга е само и доколку имаме целосно поврзување на коридорот 8. Користењето на оваа пруга ќе значи многу за локалното население, ќе значи многу и за бизнисот. Инсистираме карго сообраќајот да се развива и веќе зборувавме за одредени делови на карго сообраќај на оваа пруга, кој што ќе може многу да помогнат да се развие бизнисот. Би сакал лично да се заблагодарам на премиерот за посветеноста и поддршката. Не е мала работа 3 големи проекти да отвориме за 2 недели. Претседател, благодарам за цела поддршка. Сакам исто така да се заблагодарам на сите кои што работеа на пругата и на изведба и на надзор и продолжуваме заеднички понатака и да споделаме една добра вест. Граѓаните на Куманово знаат, но можеби на остатокот од државата не знаат, дека иако Куманово и Скопје се блиску и се поврзани со железница, помеѓу двата града за жал нема функционална железничка линија, односно нема воз кој што ги спојува центарот на Куманово со центарот на Скопје. За 2 до 3 недели од денес, со поддршка на јавното предпријатие Железница Транспорт, сакам тука се заблагодарам исто така и на директорот Кошутич, поштуваме редовна линија Скопје-Куманово, која што во одредени делови од неделата ќе доаѓа и до тука до Белјаковце. Оваа делница, со должина од 31 км, опфати рехабилитација на постојната пруга согласно сите европски стандарди, преку замена на дотрајаните прагови, шини и толчаник, како и значителни инфраструктурни подобрувања вклучувајќи изградба на 6 стојалишта, 5 моста, 7 надвозници и 11 подвозници, како и 1 тунел. Изградба на 3 нови железнички станици. Ова овдека во Белјаковце, во Ново Куманово, Шупје камен, како и целосна реконструкција на железничката станица во Куманово. Проектираната брзина е од 100 км на час на оваа делница и таа обезбедува брза, ефикасна и сигурна услуга, целосно усогласена со македонските и европските стандарди. Овој проект е во вредност од 78 милиони евра, од кои што 43 милиони евра се исплатени на компанијата Штрабак, а претходно 35 милиони евра кон преходниот изведувач германскиот Вебер. Ова е проект финансиски поддржан од Европската банка за обнова и развој, како и од други меѓународни партнери во различни фази на подготовка на проектот. Ова имплементација представува пример за посветеност и соработка на сите нивоа помеѓу многу засегнати страни. На железничките станици и стојалишта е инсталирана сигнално-телекомуникацијска опрема во вредност од 10 милиони евра, алуминиумски седишта, чилични настрешници, дисплеи, лед осветлување. Дел од средствата се обезбедени од Европската Унија, а во изградбата учествувале и компании од Италија, Словенија, Австрија и други. Since 1993, Од 1993 година ЕБОР инвестираше речиси 3 милиарди евра во македонската економија. this is a Ова е показател за посветеноста на ЕБОР кон развојот на земјата. Вложуваме во приватниот сектор за да го зголемиме производствениот капацитет на земјата. Исто така вложуваме и во транспортната инфраструктура на земјата за да го поврзаме македонскиот приватен сектор со глобалните вредносни ланци. The construction of the second phase to Изградбата на втората фаза до Крива Паланка
банка, Евотек, со грант од инвестицијската рамка за Западен Балкан на Европската Унија и со кредит од ЕБО. Очекуваме дека во блиска иднина ќе се започне и соработењето на третата фаза, изградбата на железницата до границата со Бугарија. Treating connectivity as priority, we have invested in North Macedonia 500 Давајќи приоритет на поврзаноста, Европската Унија има инвестирано над 500 милиони евра во Северна Македонија тука, со тоа што ќе се подобри севкупната поврзаност. Истовремено многу важно е дека целосниот потенцијал може да се оствари само доколку имаме инфраструктура, но и соодветните безбедносни мерки се воспоставени што можевме да го видиме на патот наваму. А исто така тоа може да се случи само доколку законодавството е усогласено со најновите регулативи на ЕУ. ЕУ стои до вас во завршувањето на овие критични инфраструктурни проекти. Новиот железнички сегмент е важен чекор кон модернизација на транспортната инфраструктура во државата, со визија за долгорочно регионално и економско поврзување, заклучија надлежните.